Ви благодарам, господине председател. Одлучив да поставам 3 прашања на почитуваната министерка Гордана Димитриевска-Кочовска. Почитувана министерка, како економисти не можеме да го занемариме фактот дека ликвидноста на компаниите е клучниот мотор што ја движи економијата напред. А кога компаниите немаат пристап до финансиските средства што им следуваат законски, односно не им се враќаат навремено, се создава синџир на потешкоти кои не ги погодува само нив, туку и вработените, работниците, нивните семејства и целото општество. Според информациите што пристигнуваат од различни делови на стопанството, повратот на ДДВ досни меѓу 6 и 9 месеци. Дополнително, имам информации кои за жал, веројатноста е голема дека се вистините, со оглед на факт дека недостасува транспарентност во делот на извршување на законските буџетски обврски, а се однесуваат на тоа дека одредени компании добиваат приоритет при поврат на ДДВ, додека други кои исто така имаат еднакви права да чекаат. Кој ќе ја добие милоста или суровоста од владата, како што сум информиран, се одлучува во партиските штабови на партиите од власт. Се прават приоритетни листи за поврат на ДДВ и останати финансиски обврски, односно компаниите се вреднуваат според политичката подобност. Еден од основните постулати на демократското владење е дека ликвидноста на фирмите не треба да биде прашање на политичка волја или партиска наклонетост. Тоа е прашање на фер економска политика и на одговорност кон јавниот интерес. Секоја неплатена фактура, секој задоснет поврат на ДДВ е потенцијален ризик за опстанок на илјадници предпријатија. Не смееме да го занемариме и фактот дека иако владата ја најави поддршката за стопанството преку унгарскиот кредит како инструмент за свеж капитал, реализацијата досега е помалку од 50%. Исплатени се само 125 милиони евра за 8 месеци, што е помалку од акумулираниот долг на државата кон стопанството од над 150 милиони евра само по основ на задоснет поврат на ДДВ и други неплатени, а доспеани обврски. Значи, кога зборуваме за поддршката на владата кон стопанството, тогаш таа е во минус од најмалку 24 милиони евра, што најдобро зборува за длабоката неусогласеност помеѓу политичките најави и реалната состојба на бизнисот. Компаниите се оставени сами да се снаоѓаат, како што знаат и умеат, за да опстојат и осигурат екзистенција на илјадници нивни вработени. Во ова смисла, моето прашање е кога Министерството за финансии ќе обезбеди поврат на ДДВ и на останати доспеани побарување кон сите компании без политички приоритети и дали конечно ќе се стави крај на оваа практика со доснењето и колку реално должи државата по основ на доспеани, но неисплатени обврски кон стопанството. И кога сме веќе кај обврските на државата кон стопанството, со второто мое прашање до Министерката за финансии морам да се осврнам и на уште еден клучен сегмент, а тоа е Законот за финансиска поддршка на инвестиции, кој со години беше основа за создавање еднакви услови за домашните и странските компании, поттикнувајќи над 500 милиони евра инвестиции и отварајќи илјадници нови работни места. Овој закон беше символ на правичност и транспарентност, со кој владата во минатото јавно и редовно ги информираше компаниите за можностите, роковите и условите за аплицирање. Но денес, за жал, влада е молк. Процесот што беше цврсто воспоставен, сега се релативизира и се претвора во непрегледна состојба. Додека законот јасно утврдува дека рокот за поднесување барање за финансиска поддршка истекува на 31 мај, 12 дена по овој датум нема јавно достапни информации за бројот на поднесени апликации, за опфатените инвестиции и планирани работни места, ниту за вкупната вредност на апликациите.
Овој молк создава впечаток дека уште во еден сегмент на односот на државата кон компаниите повторно може да се препознаат сигнали на селективност и нетранспарентност наместо системска и јавно достапна подршка за сите. Почитувана министерка, колку компании до 31. мај 2025 година имаат поднесено барање за финансиска подршка согласно Законот за финансиска подршка на инвестиции? За какви инвестициски циклуси станува збор? Колку нови работни места се планирани и за која вредност на инвестиции? И зошто владата и министерството молчат за исплатите што беа реализирани на крајот на 2024 година по основа на овој закон, односно колку пари од буџетот беа исплатени кон компаниите за нивните инвестиции во 2023. И третото прашање се однесува на реалната состојба со јавниот долг и тековните задолжувања на државата. На расходната страна на буџетот, заклучно со април 2025 година, за камати на домашен долг се исплатени 3 милиарди и 400 милиони денари или некаде 55 милиони евра, што представува 40,50% од планираната сума за целата година. Таа е некаде 148 милиони евра за камати. Ако со оваа динамика се продолжи, односно околу 10% месечно се трошат од вкупно планираните средства за камати за домашниот долг, тогаш до крајот на годината ќе треба да се исплатат некаде 180 милиони евра по овој основ, односно ќе треба да обезбедите дополнителни 32 милиони евра. За тоа како се движи домашното задолжување зборуваат и бројките. Од почетокот на 2025 година, значи од 1. јанари до 20. мај, државата реализирала 12 аукции на државни обврзници со вкупна вредност од 17 милиарди денари или приближно 277 милиони евра. Исто така за камати на надворешен долг се исплатени 5,4 милиарди денари, што е 45,4% од планираното годишно ниво, кое што е 190 милиони евра исплата на камати на надворешен долг. Овде динамиката на месечно ниво е околу 11% од вкупно планираните средства, што значи дека ако се продолжи по овој пат, до крајот на годината ќе недостигат и овде околу 70 милиони евра. Овие податоци укажуваат на многу поагресивна динамика на задолжување отколку што беше планирано и најавувано од страна на владата при проектирање на буџетот за 2025. И покрај овој агресивен пристап на задолжување, Министерството за финансии во последниот извештај за јавниот долг на крајот на првиот квартал од 2025 година информираше за намалување на јавниот долг од 4,7% поени споредено со крајот на 2024. Односно, од 62 на 57,7. Што во, како обича министерката да каже, во апсолутен износ представува намалување од 36 милиони евра. Но ова намалување не го покрива зголемувањето кој го имаме кај финансирањето на каматните стапки за домашниот и надворешниот долг, каде ќе не достигаат над 100 милиони евра. Кога сме кај проекциите на јавниот долг, тие се базираат на нестабилна основа. Процентите се пресметани врз проекција на раст на бруто домашен производ од 3,7%, а Државниот завод за статистика излезе со официјален податок дека растот на бруто домашниот производ во првиот квартал изнесува 3%. Дополнително, Фискалниот совет излезе со извештај за 2024, каде се забележува дека буџетските корисници имаат над 700, повторувам, 700 милиони евра доспеани, а не подмирени обврски, за кои Советот оценува, цитирам, представува дополнителен проблем за обемот и динамиката на јавниот долг. Прашањето е, која е реалната состојба со јавниот долг на државата и дали Министерството за финансии планира да ја ревидира стратегијата за задолжување, земајќи ги предвид зголемените трошоци за камати, растот на БТП од 3% во првиот квартал и над 700 милиони евра на непријавени, тоест пријавени доспеани, а неизмерени обврски на буџетските корисници. Благодарам.
Фалимдерит, Ви благодарам. Фатмир Битичи постави 3 прашања